Никола Пијанманов, прво да ви кажам дека неизмерно сум ви благодарна што дојдовте во Хоризонт Телма, всушност извозевте патот Струмица, што значи кога се зборува за уметноста, ако треба ќе се дојде дури и од подалечна дестинација, верувам дека така, мала е Македонија, можеме да стигнеме, нели? Ама за уметноста кога зборуваме можеме да допатуваме и од Сингапур. Секако, се за уметноста. Секое време. Ви благодарам, Тина. Никола Пијанманов, оние кои што и како не изолираат уметноста, односно се уште трагаат по она што имаат да го дадат уметниците и кои што не забораваат на културата и како добро го познаваат ја познаваат вашата уметност и како сте динамичен во тие кругови. Но денес во Хоризонт Телма ве викнавме со цел вашата уметност да ја доближиме, односно низ вашата уметност да доближиме вредноста на уметноста и културата генерално, она што можеби недостасува и за жал културата барем се добива впечаток дека се материјализира во однос на тоа што може да донесе како финанси. И тука всушност се создава една системска аверзија кон се, слободно ќе кажам, се цени, ќе се спомне, ќе се каже. Знаете, како оние кои што велат подобро гледајте што прават луѓето отколку тоа што го зборуваат. Многу се зборува дека културата е, нели, нешто со кое што Македонија се горде, кое што го вреднува, но праксата покажува нешто друго. И секоја мала држава. Секогаш е така? Секогаш е така, да. И во Швајцарија ли има таков однос, ако зборуваме територијално мали држави? Мислам дека има проблеми секаде, на глобално ниво. Во високо развиени капиталистички земји, знаете, капитализмот исто може да биде опасен за творештвото, за творецот, затоа што тој во либералното општество се повампирува и не знае да ги оддели добрата, вистинските вредности од профитот и изработката. Нема баланс помеѓу тие две работи. Јас само на едно ќе се сетам. Јас кога расте во мојата фамилија, кога бев мал, ние имавме многу книги дома. Иво Андрик, Виктор Иго, комплети. Како стигнале тие комплети до нашите родители, до нашите баби и дедовци? Зошто тие сите имаа книги дома? Моите први играчки беа книгите. Дури е добро што го спомнавте тоа, од генерација во генерација се пренесуваат дела кои што имаа неверојатна вредност и се уште имаат. Так, но книгите ги нема. Не се надофат на рацете на младите, ги нема. Ретки се. Станаа како некој музејски експонат кој треба специјално вие со однапред подготвени. Назад годиниве дури книгите и библиотеките стана и како декор еден кој што и како декор, да, и како декор. И форма. Па дури и да се како декор. Ете, можеби били и како декор во мојот дом книгите ставени, но тие беа тука. Јас се неверојатно добив страст. Кога велам на декор имаше една тенденција дека нели се замислува една дневна соба да има книги. Така, на метро. И тогаш се бираа на метро и се бираа по боја да одговараат на. Да. Вистинската библиотека познава исклучително стари книги, познава различни величини, корици и дури книги кои што датираат од предпрошлиот век. Сега е важно во тој метар, нели, на декор што имате таму. Кои се насловите. Првата книга со која се соочив како мал беше Клетници, мизерници на Виктор Иго. Тоа е едно старо српско издание во 5 или 6 тома, ако не се лажам. Пред да станам воопшто да се заинтересирам за ликовната уметност, јас потонав во книжевност. Жил Верн, Виктор Иго, Толстој, читав, голтав книги, ми значеа многу, ми го насочија животот уште во основното училиште и отпосле дојде ликовната, интересот за визуелното. А визуелното прв пат го запознав од прекрасните корици на книгите. Ние го имаме гениот на македонската илустрација и светска би сакал да биде Димитар Кондовски, кој ги украсуваше изданијата на Мисла, на Кочо Рацин, на македонска реч, се сеќавате, тие се изворедни изданија и книги, и тие цртежи ме привлекуваа. Прво визуелното ме привлекуваше да влезам во книгата, па после да го открием книжевното внатре. Дали тоа значи дека ликовната уметност на некој начин трагаше по вас? Може и така да се каже, да, но го имавме дома тоа. Имавме и слики под зидовите. Татко ми, си дозволил да купи слики од
пријатели, уметници кои изложувале во Струмица во тоа време. И јас растев со слики под зидовите. Моите зидови не беа празни во станот кај што живеевме. Значи полиците биле полни со книги, се слушаше Битлси, Ролинг Стоунси и почетокот бил на моја страна. Така, интересно дека уметноста секако се менува низ годините, вековите, но вредноста се повеќе расте на оние кои што и те како всушност ја се слободно ќе кажам великани на тоа великан дури го лимитира значењето на и Микеланджело, па еве и она што можам за вас, вие сте фасцинирани од Ван Гог. Односно, еве тој имаме чувство дека низ животот Кубурел, низ неговата биографија, брат му всушност е оној кој што го издржувал и на крај нели самиот Ван Гог се борел со своите демони. Да. И нивните слики генерално на великаните од ликовната уметност и денес се повеќе им расте вредност. Но имаме една паралела. Кога Веканов зборувавме, ја спомнавме популарната банана која што е залепена за белиот зид со една лента. Так. Која што беше на аукција продадена од човек кој што едноставно испрати пораки со тоа што ја уновчи таа. Да. Ќе навредиме слободно безсмислена уметност за многумина. Так. Бананата немаше да постои на зидот залепена и да се продаде на таа аукција на Сотби, ако не се лажам. Беше ако не постоеше купецот, значи крипто бизнисмен, така? Јапонецот кој тргува со криптовалути. Значи тие две работи се поврзани. Тоа шоу и спектакл што се направи и таа порака што викате. Данило Кишпак во едно време кажа, ако сакате да испратите пораки само преку уметноста, не се мачете, подобро испратете телеграма. Уметноста не е за пораки. Уметноста е нов живот. Тоа е нов живот, тоа е нов универзум. За пораките имаме и други алатки и медиуми. А во врска со бананата тоа е пак повампирениот капитализам според мене, затоа што тој сака да шокира. Тој не бара веќе длабочина во вредностите. Тој сака да ги истакне колку може поапсурдни да бидат работите за ние како гледачи уште повеќе да се запрепастиме како е возможно тоа да постои. Баш таа запрепастеност, значи спојот помеѓу таа наша запрепастеност и невозможното и апсурдното ги прави тие работи толку деликатни во мигот во кој живееме. Бананата беше изедена, како да беше изедена уметноста. Тоа беше како круна, како да беше изедена уметноста. И тоа беше јавно, така снимено, цел свет да види, да. Видете, ако тоа најверојатно се случуваше вон камерите и медиумскиот фокус. Так. Ќе беше Видете, јас разбирам да го земеме Марсел Дишан. Тој после Прва светска војна, таа најголемата кланица на човештвото, и нацрта на Мона Лиза Мустаки ја изложи на некој салон во Париз. Крик, ужас од војната, падот на вредностите во тоа време, во контекстот во кој живееле, тоа е некаде 20-тите години на 20-тиот век, но што е пораката во бананата? Што сакаме да покажеме со тоа? Дали тоа всушност се повеќе тенденциите се да се укаже на прогнозата каква ќе има вредност уметноста во времето на вештачката интелигенција. Јас не би одел толку далеку. Мислам дека е тоа само спектакл и шоу. Спектакл и шоу. Значи каде што парите повторно ја одредија вредноста на уметноста. Точно, но големите аукцијски куки и новинарите и сите светски медиуми тоа го пренесува како најголема вест, а не го пренесува, да кажеме, еден уметник кој во Италија, во Русија, какви вајари постојат, какви скулптори, какви сликари, не ги пренесуваат. Вредностите не се пренесени, вредностите постојат. Банана мене ме асоцира на Енди Ворхол и неговите кавери за Velvet Underground, да. Velvet Underground. Но никогаш и Енди Ворхол, да пример да речеме од реалистите, беше осудуван како таа модернистичка поп-арт уметност. Тој само се вклопи во духот на Манхетан и Њу Јорк. Да. Па и Баскија, така, уличната уметност и графити. Уличната уметност. Да. Тогаш во тоа е периодот кога всушност и музиката и сликарството представуваат една симбиоза
Па дури се поклопиле. Да, и не само музичките, и стилскиот начин на живење, тоа беше една цела револуција. Видете, историјата на уметност не оди линеарно. Јас не верувам, како што тврдат некои историчари на уметност и кураторите на ликовните уметности, не верувам дека таа оди по некој еволутивен пат, туку е како лавиринт. Одиме, вртиме и пак се враќаме назад. Не може да се каже како по формула сега. Имаме примитивна фаза на човештвото, имаме ренесанса, имаме реалистичен пристап, барок, ете стигнавме до модерното, преку модерното нели импресионистите, експресионистите, па стигнавме до белиот квадрат на бело или црниот квадрат на црно на Малевич и веќе престанува уметност. Како може тоа да окажем престанува уметност? Додека постојат живи луѓе кои творат, уметноста не може да престане. Јас повеќе би кажал дека тој лавиринт, таа цела историја на уметност, се базира на силни, моќни личности и индивидуи, не на правци, не на движења. Затоа што правците и движењата многу лесно може да ги изманипулираат баш тие аукцијски куки кои служат за други прични интереси. За богатење, за роба во сефовите на големите олигарси и така натаму. Тоа не смее да стане. Тоа класифицирање како некоја роба, продажна роба во шкафчињата, архивата на ликовната уметност, од секогаш ме мачела. Ако некој во денешно време слика како Ван Гог, да кажем, зошто кураторот ќе каже, па тој треба да се врати во тоа време, не е за ова време. Кој е тоа време? Како можеме да кажеме сега Ван Гог живеел 1890 починал и тој можел експресионизам да изразува само во тој период од животот. А сега некој нов млад човек кој се изразува експресионистички, ние ќе го тргнеме на страна затоа што не е во критериумот и во контекстот на времето. Кој е контекстот и критериумот на времето? Јас тоа се прашувам. Кој го одредува тоа? Кој историчар ќе го каже тоа? Добро во што го спомнавте, нели, би требало да живее во времето на Ван Гог, нели, за да дојде за да се изрази така, да. Така, но она што застрашува е дека нема да генерализираме, не знаеме како е во светот, се уште не верувам дека е така, но ќе се зборуваме за нашата земја, каде што зборуваме во однос на најголемиот дел од популацијата, значи не зборуваме, уметноста не е создадена да и се радуваат само уметниците и да ја запознаваат, туку нели паметиме времења каде што и како во рамките на образованието се дава информација, односно сите учевме и тоа беше значење на да се биде образован човек. Имаше вредносен систем, кој одеше по вертикала и се поставуваше. Сега го рековте, тоа треба да сликаш, нели, во експресионизам да се како Ван Гог, па да живееш во неговото време. Она што заплашува е што се добива впечаток како да треба да живееме во времето на Ван Гог за да знаеме кој е Ван Гог. Така. Дека Ван Гог во своето време, знаете. Ме разбирате, за да знам јас кој е Бак, се добива впечаток дека сум требало да живеам во времето на Бак. Да бидете. А тоа укажува на тоа дека сега тоа не е популарно, тоа не е битно, тоа е во минатото, тоа не е профитабилно. Апсолутно. Ама вие сте биле и во Париз, и во Њујорк минатата година. Имавте студиски престој во Париз, во Њујорк бевте резидент, имавте изложба, што значи дека не е баш така се уште, иако Њујорк е епицентарот каде што секој оној кој што живеел и бил е бизнис мелница и дека таму животот е 100 на час, но кога мислиме на уметност, на галерии и на изложби, Њујорк не се изоставува како врв. Така и тие дела кои ги гледате од 19 век, ќе се навратиме во времето на Ван Гог, импресионистите. Знаете, импресионистите се една дружина револуционерна која се појавува во еден слободно можам да кажам кич период на Наполеон III, кога салоните биле преполни со буржоаски слики кои им доликуваат само на одредена класа. Кичот дали беше одраз на владењето на Наполеон, односно неговата филозофија да стане... Збориме за Наполеон III, за оној внукот. Внукот него, добро, па тоа мислам дека и наследие од Наполеон. Така, тоа се наследува. Таа експанзија, нели јас... Дека Наполеон III ја прави она експанзија каде што се градат сите тие згради кои денеска ги знаеме преку Хаусман архитектот, преку една школа на сликари кои се базираат на барокот, на Италија, на ренесансата, некоја нова ренесанса и така натаму, им се смачило тоа, посебно на таа социјална ниска класа уметници кои живееле по мансардите на Монмартр,
во тоа време, кажале па не може тоа така. Тие секако не биле признаени, не биле примени во салоните, но се здружувале и изложувале во кафеани, во ателиеа. Првата изложба е всушност во ателието на фотографот. И така се нарекува импресионизам по сликата на Клод Моне. Но тие слики, тоа сакав да го кажам, колку се живи денеска. Како може нешто да биде заборавено и ставено, класифицирано дека тоа е дел од минатото, ние сега ќе ја следиме бананата. Ние сме деца на бананата. Не може тоа така да се постои. Јас имав и професори, за жал, на факултет, кои ни викаа не, немој фигурација. Фигурацијата веќе заостана. Јас кога студирав немаше интернет, не гледавме кои се правците и движењата на европската, ако не светската, европската ликовна сцена. После го открив Анселм Кифер. Вим Вендерс ними сега режираше еден прекрасен, фантастичен документарец, се вика Анселм, па тој се занимавал со фигурација. 90-тите години Анселм Кифер слика фигурација. Зошто професорот мене ми кажал дека не треба таму да чепкам, дека треба да одиме во деконструкција, во празнина, затоа што тоа е во контекстот на времето кое го живееме. Интересно е дека вашето образование целосно го стекнавте почнувајќи од Лазар Личиновски средното училиште. Моето омилено училиште. Да, мислам. Во средното училиште лесно беше да се влезе, тоа горе-долу, можам беше да кажам. Тешко во мое. Ама на ликовна академија знам. Не, беше тешко и во средно уметничко. И во средното? Да, ние бевме 40 кандидати за 7 места или 8 на сликарскиот оддел. Знаете зашто ставам акцент на студиите ликовна уметност, бидејќи тоа беше голгота исто паралелна на она голгота за драмска уметност. Значи тоа беше сите уметнички факултети има тешкотија, а денеска имаме обратна слика каде се молат. Децата да одат. Како дојдовме до тоа да се молиме да сакаме уметност? Ако почнеме, ако ми дозволите, од средното уметничко, јас ја фатив, бев среќен да ја фатам таа генерација на професори кои студирале и завршиле кај големите мајстори во Белградската академија. Ѓорѓе Андреевич Кун, Мило Милуновиќ, Лубарда, Зора Петровиќ, тие им биле професори. На моите професори Александар Истески, Ангеле Гавровски, после Владимир Ѓоргиевски, каде што го посетував неговото ателие, неформално, нешто подоста ќе зборуваме и конкретно за него, кој што он се тие чини дека биле најголем импакт направил врз вас. Да. И како личност ви оставил голема импресија врз мене. Сакав да објаснам тоа дека тие сите учеле кај големи мајстори на занајатот. Професор, да бидеш професор по ликовна уметност не е само да го изразиш своето знаење вербално и да го покажеш на видеобим или преку дневникот, преку учебникот според една одредена програма која прави Министерството за образование. Не. Ти треба да ги видиш неговите раце, дали се натопени во уметност. Тоа е импактот кој го извршија тие професори врз мене. Апсолутно. Вие кога го гледате, тој гори. Тој може да биде и лош човек, и дури и лош педагог. Петар Мазев имаше во едно интервју, тоа ми останало, вика, го гледав Петар Лубарда, гениот на југословенската уметност, 56 или 57, ако не се лажам, имал предавање во склоп на факултетот во Белград. Толку тешко вика се изразуваше тој човек, не можеше реченица збор со збор да врзе. Но се што кажа остана во моето срце, запечатено за секогаш. Значи дури и ораторството и способностите да зборувате нема да ја пренесат енергијата која еден уметник ја носи во себе. Туку ателието, акцијата, дејствието. Ако е активен, ако тој верува во тоа што го твори и работи, значи тој професор, па вие ќе го пренесете тоа по енергетски пат на студентот и на ученикот. Затоа што порано, да се навратиме во времето на Тицијан, на Ел Греко, тие учеле во ателијата. Немало факултетски згради и посебни институции каде што се одело да се учи, тоа е покасно во 19-тиот век. Тие оделе во ателијата. Учеле, помагале, сликале, дури учествувале во создавање на нивните големи дела. Тоа е тој однос кој треба да остане, барем тврдам за уметностите. За другите науки или не знам, не сум сигурен дека така се пренесува знаењето, но во ликовната уметност тоа е печатот. Морам да признам
дека навистина се потврди преку ваше дело, уметничка слика, каде што направивте импакт. Значи јас не додов како врвен уметнички критичар на таа изложба, не бев далеку од некакви вон елементарни познавања на лековната уметност, но интересно е дека желбата за уметност, всушност уметноста не е туѓа на оние кои што нели секојдневно ја уживаме. Дали тоа низ музика, да се разбереме, ми се допаѓа кога велите дека уметноста е сплет од повеќе нешта кај вас и поезијата се гледа и има и теологија во вашите уметнички дела. И интересно е што не толку душа колку дух. Така бидејќи нели теолошки духот е всушност она што ни е печат од Бога. Како што кажав на почетокот, јас почнав од книжевност. Да, од книжевност. Прво се влюбив во книжевност. Интересно дека вашата слика, зборувам лично за мене, јас тогаш навистина многу малку бев запознаена за вас, направи да застана пред неа. Ја доживев, не знам ни како да го обяснам. Зборувате за Зимски салон. Зимски салон, 2022 година во Чифтема. Изложбата на Длум. Изложбата на Длум. Еве, кажете ми, имате ли чувство кога се поставуваат изложби во нашава земја конкретно? Не верувам, вие ќе ми кажете колку е тоа често, особено по короната. Ќе ги тргнеме настрана луѓето кои што постојано се гладни, ве бараат таа некоја, да речеме, мала формација на луѓе кои што постојано ги следат своите уметници, сакаат уметнички настани. Имате ли чувство дека новата народот, односно како што ги полни нели кафаните, па не знам, гледа, ќе кажам и клубови, тоа не е лошо и ние сме оделе во клубови. Постои ли огромен пат низ годините во тоа колку имаме бројност при посетеност и каде ја гледате грешката во тоа? Бидејќи можеби младите и новите генерации како сакаат уметност. Имаме огромен пат, да не се лажеме, значи на секој ниво. Посетеност на изложби огромен пат. Но има еден друг феномен, а тоа е пристапот кон покажување на делата на уметниците преку дигиталните алаки, преку социјалните мрежи и така натаму. Таму интересот е голем. Таму има огромен интерес, затоа што луѓето се во некоја комфортна зона и од телефонот или од лаптопот можат да го видат твоето дело, да коментираат и тоа е се во ред. Но се случува се почесто кога ќе поканам некој човек, и тоа љубител на уметност, да дојде да ја види сликата која е изложена во КИЦ, во Чифтема, во галериите, во Скопје, во Македонија. Тој да каже, па ја видов таа слика, ја знам. Тоа е новиот феномен каде што не се прави разлика помеѓу дигитална презентација, која е само една сенка, сликите се таму како маркици, посебно на телефона кога ги видите, па дури и филмот, филмската уметност го доживеа истиот проблем. Ние немаме кинокултура. Кинокултурата не е да го видиш на пиратска снимка и на телефон ремек делото на филмот на еден режисер, туку сите заедно заедничарејќи да влеземе во киното, да го изгледаме, па после да дискутираме, да направиме една цела филозофска дебата за тоа што сме го виделе. Така и со изложбата. На изложбите на Длум, за жал, колку и да се трудат тие, се рекламираат изложбите, пристапот до реклама е полесен преку социјалните мрежи, но публиката во најголем процент и број се самите уметници кои ги создале делата. Вие неминовно беше нели уметноста да ви избере вас и кога зборувавте нели за ателјеата, некогаш нели престиж беше и беше вистинска енигма еден уметник, исклучително атрактивни како личности, бидејќи се поприлично индивидуални уметноста, особено ликовната, па и врвни музичари во типот на нели фон Карен биле нели посветени целосно на уметност. Вие го најголем печат ви остави токму ателјето на Владимир Георгиев. Георгиевски, се извинам, колку години имавте тогаш? Тогаш сум имал ве втора средно, значи 16 години. Владимир Георгиевски исто остави
печат на ликовната уметност во земјава. Голем печат, да, тоа е Голем еден од печат. најголемите Беше ли- фигуративни сликари, мислам. Сликари, да. Она што мене ме интересира, како го доживеавте ателјето, како јас вашата слика, бидејќи Да. Јас бев со ме однесе еден колега, постар колега, кој веќе одеше кај него на часови. Прво да кажеме дека Владимир Георгиевски не беше само професор на архитектонски факултет и на студентите кои студираат во државниот архитектонски факултет. Тој беше учител, отворен за сите таленти, за младите кои сакаат да цртаат, да сликаат. Кај него одеа од ликовна академија, од средното уметничко, луѓе кои се самоуци, кои не студираат и не учат уметност. И неговото ателје беше отворено, па после ги селектираше тие кај што ќе видеше вистински жар, пламен. Пламенот е првата работа. Значи, ако тој го осети кај вас, се спојуваат неговиот оган со твојот оган и се создава една светлина, и во таа светлина ние имавме една комуникација која траеше се до крајот на неговиот живот, до 2017 година. имавте чувство дека и тој ве препозна вас? Имав, да, бев со едно блокче, со преполно со цртежи, груби. Се плашев да влезам натре, тремосан целиот, што ќе биде, како ќе каже. И кога ги разгледа, само тоа го кажа дека кај вас осеќам огромна жар и љубов кон тоа. И не сгреши. Се надам дека не сгрешил. Зошто мене ми се случи лапсус лигува со Неле Георгиев, затоа што жедно ја барав сликата и се вика раскрунисување, да, тоа веднаш после раскрунисување. завршувањето Јас на бев ковидот. раскрунисана кога ја видов. Да. Неверојатен импакт. Сега, интересно е дека вашите слики, како да го читаш Достоевски. Вие го спомнавте и Толстој, така натаму, сепак книжевноста остави. Достоевски покасно го открив малку Вие покасно го откривте, но интересно е дека вашите книги, оваа слики, налекуваат на она што го доживуваш кога го читаш Достоевски. Така. На тоа веднаш се сетив на мојот омилен филозоф, рускиот филозоф Николај Бергјаев. Тој ми е еден вид духовен отец мене. Цел живот го препорачитувам, го читам во тешки моменти и се образувам врз неговите филозофски книги. Тој кога зборува за Достоевски вика: таму не очекувајте сладкоречивост, не очекувајте раскош во пишувањето како кај Толстој. Таму имаме една темница и луѓе кои си одат постојано на гости и на чај. Такво е сижето. Но внатре, што тие луѓе меѓу себе, нивните дијалози, нивните монолози, тоа што они го зборуваат и споделуваат за себе и за светот, таква длабочина не се случила никогаш. Незалудно европските писатели кога го откриваат Достоевски го менуваат од корен својот поглед на светот и на се. Интересно ова звучи како Неле Достоевски кога менува се од корен, него едноставно му се случува да од апсолутен атеист во една секунда станува апсолутен верник. Апсолутен верник. Да. Секундата кога ја чека смрт. Секундата кога ја чека. Дури на теорија дека со страниците од Библијата едноставно се виткал цигари, додека бил неле во Сдруженијето на Петрушевски. Да, едноставно тоа за него било ништо. Да, тие биле сите критички настроени и незалудно, посебно. Дали тука ја гледате всушност длабочината на Достоевски? Еве, една стара женичка, додека они трчале оковани и биле осудени, нели, преиначена казната од смртна на 15 години тешка робија во Сибир. Знаете, од таму се враќале 20% од луѓето кои отслужувале таква тешка казна на минус 30 степени со никакви човечки услови. Тој бил свесен за тоа, но една стара жена му тутнала Библија во раката, додека он трчел и одел. Тој таа Библија ќе спие со неа, наредните 10 години, нели, 5 му се помилувани, ќе ја чита до последен детал, до секој збор, секоја мисла, и од неа ќе направи еден систем кој ќе се спои со неговите претходни револуционерни ставови за светот и социјални, нели, бедни луѓе пишува пред и двојник пред робијата, и од тоа ќе излезе Достоевски, од тоа ќе се роди Достоевски. Ќе направи едно преиспитување не само на себе си, туку воопшто на човештвото. Достоевски како да го растурил цел свет, го уништил, се случила апокалипса, затоа што во делото на секој огромен мајстор, било во ликовната, во филмот, постои есхатолошка мисла. Тоа е мисла за крајот на светот, дека овој свет не
бесконечен, дека тој ќе престане да постои. Сега како ние ќе го видиме тој крајот на светот? Дали преку светлина или преку темнина? Тоа е видел светлината. недоставно како и мотив на целата ваша уметност. Так, да ја видиш, да го видиш крајот на нештото. Плачот на Адам Да, е нешто што потсетува дека ние можеби, кажано така, го носиме исконскиот грев на Адам, почнуваме и бол, да, и грев и бол. и бол. Верувате ли дека таа бол сите ја чувствуваат, бидејќи некако отуѓувањето на човекот и самиот од себе и од едните од другите, нели, некако се повеќе тежнеме кон тој конзумеризам и ирелевантност кон нештата кои што всушност ја оплеменуваат душата. Ние сме во истата ситуација како Адам и Ева и денеска. И денеска, значи природата буквално. на човекот не се менува Не ден се менува, први. но сме заглавени баш во мигот кога они се протерани од рајот. Тоа е разликата. Ние го живееме проклетството. Они кога се веќе исфрлени и кога ја губат можеби најголемата, најблагословената смисла на животот, тоа е да добиеш вечност. Дека човекот бил вечен, нели? После станува смртен. Како им го објаснувате ова на атеистите? На атеистите? Атеисти. Кои се тие атеисти? Јас познавам пријатели, другари, колеги атеисти кои повеќе веруваат и од верниците. Тоа е многу тешко да се разграничи. Има толку добри луѓе што прават тајно, скришно, во темница прават добри работи, а не сакаат да го признаат тоа. И има толку многу што прават пред медиумите и пред рефлекторите, а во темното прават други работи. Значи, тие две работи се атеист бил и Достоевски, нели? Апсолутен атеист. Апсолутен атеист. Тој дури пишувал книги за да се ги исплати, нели, коцкарските долгови, така натаму. Така, тоа е покасно има една страст што, нели, една темна страст како и сите ние, уметниците, нели? Кога зборуваме еве за конкретно вашата уметност, за Адам не докажавме, само ако може уште ова. Да, може за плачот на Адам, затоа знаете зашто кога зборуваме во вака јавно, нели, медиумски некако ќе сатат дека, нели, гледачите ќе помислат за момент дека не сите веруваат во приказната за Адам и Ева. Но, така, да, ја разбрав, да. Всушност, да. еве, но дури како книжевна приказна интересна. Да, дури да не веруваат. Но како и веќе ќе им го објасниме падот и булката, која што можеби секој од нас ја носи, но уметникот можеби поинаку ја доживува, можеби и поинтензивно тој пат, таа болка и постојано во тенденцијата, нели, за вечноста твори. Нешто без кое не можеме да се наречеме луѓе, затоа што ако ние во нас не осеќаме безсмртноста и вечноста, и ако барем на миг во животот не поверуваме дека постои нешто зато ова целото, нешто многу поголемо од ова. На моменти јас дури самиот помислам дали е ова целото сон. Каква е ова симулација на живот? Дали е тоа стварно животот? Јас Адам го открив во чекалниците на македонските болници. Имате и таква книга. Таму ги открив на клупите, чекајќи безнадежни, верувајќи во системот, верувајќи дека ќе бидат спасени. После истражував малку повеќе и сватив дека во помалите места, градови, да кажем во Источна Македонија, луѓето болни од карцином, од рак, мораат да патуваат за терапија, за да примат таа терапија секој ден, секое утро, 200 километри и 200 назад, 400 километри. Згора на тоа ставете го и тоа бесконечно чекање во тие кавкијански ходници на нашите болници. Згора на тоа ставете го и ќе бидам груб малку, корумпираното здравство, каде што, нели, преку ред се влегува и кога ги зборуваме сите овие елементи, за да доведеш некој во ситуација да преживува таква голгота во агонија. Вистинска голгота. Да, и воопшто, нели, да не ти паѓа ниту на ум, ништо преживува, дури и да го банализираш со тоа што ќе го на крај сами од себе си, зборувам за оние кои што го креираат најверојатно тој систем како да функционира, па дури за оние кои се ношалантни кон таквите состојби, дали тоа значи дека ние низ годините изгубивме душата губејќи ја културата и уметноста, односно давајќи го приматот на нешто што од круцијална важност
Ја изгубивме. Да. За да ја Да. да го негуваме тој дух, односно еве Така. душа која што ќе слуша состојбата на другиот и да бидеме похумано и подобро општество. Затоа што тука имаат вина и самите наставници и образовниот систем, нели, после се намалија тие 2 часа единствени што ги има по ликовно воспитување неделно на еден, но јас барам вина и во нив затоа што долго време наставниците во основното образование бара специфичен дар и талент да го открием за да може да црта или да слика убаво ученикот. Тоа е голема грешка. Секој дете не е талентирано да црта убаво. Ти не можеш да го... Пикасо велеше дека секој дете до 5 година е вистински генија кога е Така. Тоа во друг контекст го кажува он, но зборот ми беше дека ти треба на тоа дете да му вродиш љубов кон убавото, кон естетското, кон естетиката. Ликовен педагог треба да ги учи на екологија младите. Треба да ги извади надвор и да им каже што стрчи во оваа композиција, во ова наше урбано уредување и децата ќе почнат, па не знам, ѓубрето стрчи, контейнерот кој е со пропаднато дно, кој е една метафора на нашето општество. Ние имаме канта, немаме дно. Ѓубрето цело време го фрламе и стекува долу. И тоа ѓубре не го собираат затоа што не е во кантата. Видете каков апсурд имаме. Тоа е таа црна дупка за која Горан Стефановски напиша една гениална драма. Ако му ја укаже љубовта, ако му ја внесе љубовта кон убавото, ако му го покаже Ван Гог, сончогледот на Ван Гог, ако му каже дека тоа е моделот кон кој ние треба да стремиме, не постои дете кој ќе го засака Ван Гог, а ќе биде лошо дете. Во тоа никој нема да ме убеди. Кој ќе го озари таа светлина на големиот умет. Она што е интересно, сите, еве јас сум била дете, вас нормално тоа е уметноста, како рековме, ве пронајде вас и ве издефинира нели тоа да биде и ваша определба, но децата прво што прават цртаат. Так. Тоа е нешто интересно Првиот за децата, израз. да, кои што може би не може да го искажат оно што го чувствуваат, дури и во бројни истраги цртежат или разговори со психолози, прво се дава цртеж. Да, внатрешниот Како свет. ја обяснувате таа мок на цртежот? Истата таа моќ која го натерала човекот во Алтамира, во пештерата, 20.000 години пред новата ера, да ги нацрта тие слики по пештерите. Таа истата моќ. Значи, првиот порив на човек во уметноста е всушност да испрати така, порака макрокосмички преку гледано, уствари како секое дете да си има својата праисторија, својата Да. пештера во која почнува да слика и да црта. Дали тоа ќе се развие после во специфичен дар? Детето после се соочува со еден во текот на образованието со судирот со реализмот. Наставникот или образовниот систем во ликовното воспитување му вика ти мора да почнеш да размислиш реалистички. Не може така, може би во право, не знам која прави таа програма, но тука се губат многу работи. Гледајќи ги ние објективните нешта од опипливиот свет, ние забораваме на натрешното, на емотивното. Кога ќе се изгуби тој баланс, ние после имаме машини за цртање. Како оние во полициските станици кои ќе ви нацртат фоторобот. Денес го прават тоа дигитално, нели? Но порано си имало вработено уметници и кои според некои карактеристики треба да доведат портрет на нивото да го препознаеме. Тој сукоп помеѓу реализмот, помеѓу реалистичниот пристап и емотивниот, духовниот, внатрешниот, ако не е складен, ако не тече во според духовниот развој на детето, ние создаваме отпор кон ликовната уметност. Отпорот кон ликовната уметност прераснува во отпор кон убавото. Отпорот кон убавото прераснува Како во... додовме во ситуација да имаме отпор кон убавото? Или застрашувачки, може би, убавото да се дефинира Може да Оно одговорам со еден експеримент кој го направив. Јас на местото каде што живеам, каде што е моето ателие, во природа сум и комунално предпријатие, го чистам ѓубрето, собирам ѓубре по пат. Секогаш, затоа што знам дека ако на едно ќоше, во природа зборуваме, не во град, ако на едно ќоше еден човек фрли ѓубре и вие тоа ѓубре го оставите, следниот не го собира тоа ѓубре, не му смета, туку тој мисли и е убеден од каде го црпи тоа убедување, јас не сум сигурен дека на тоа место тој треба да го фрли и своето ѓубре. Аха. И тоа место станува за еден месец депонија. Македонија има трагична, Ме не можам замисливте како да сега речем. јас да речеме
Апсолутно. ситуација со дивите Јас знам депони. да си го средам својот исклучително центарско градски двор, бидејќи кога нели сакаш да уживаш да ти е барем чисто. Но повторно и повторно и повторно се повторува истото. Дали може би еве кога ќе гледаат дека сите го собираат индивидуално, им пречи или фрлаат, еве ако зборувам за хигиената, ќе испрати порака на ова. Никако да се испрати. Срамот ќе се појави. Ама никако да се испрати. Работиме, се Ама ние бориме, не сме можеме, екоактивисти. не можеме, спомната ѓуброто, дали ви се верува, ние не можеме да дојдеме до контейнерите да го фрлим. Тоа ѓубре влијае енергетски и ниско ствара ниски фреквенции. Како затоа... ние ниските фреквенции ги дигнавме да бидат високи фреквенции, а високите фреквенции стана Пете можеби преку медиумите, не знам. Она што телевизијата не знам како дали беше во Париз, во Њујорк да речеме, кога бидејќи таму во Њујорк се соочив со една страшна за мене сцена кога пред Метрополитен музеот видов еден убав прекрасен студент кој чекаше некој да го фрли недопиено кафето за да земе да го допие. Тоа е честа слика таму. Тоа е таа сенката на Њујорк, втората слика на Њујорк. Темната страна. Темната страна. Таму ако ги немате доларите. Ама каков е третманот кон уметноста? Општествено зборувам. Бизнисменски. Таму ве прашуваат кој ве препорачал прво, кој ви е менаџер ликовен, која агенција е за вас, а после ви бараат да видат со очи вие што работите. Затоа што со очи не си веруваат ни самите себе си. Бараат препораки од агенции, од менаџери, препораки на веб страни, колку имате импакт преку социјални медиуми и така натаму. Значи обратно, наместо да се направи импактот од делото, како со бананата, дојдовме на бананата. И пак ќе кажам, светските медиуми, ние сите даваме преголемо значење на лошото и на грдото, на сметка на убавото, кое е скриено таму во некој ателие. Секогаш имало гениални уметници во секое време. Ако некој каже ние живееме во нетворечко време, такво е времето, такво е контекстот, не сме 19 век, не сме 60-тите, имаме нетворечки. Не. Секогаш е творечко време и секогаш е нетворечко време. Тој дуализам постои. Битно е дали вие ќе го откриете или не. Кога 45-та година се создала Југославија, после војната, Ѓилас и Тито кои ги земале да бидат главни во Друштвото на писатели на Југославија? Андрик, после Меша Селимовик. И па еве. И Сидора Секолик. Сега кажете ми како тогаш посвоена Југославија, нели каде растурена, деморализирана. Па некој немал ни време да се бави со Ама Андрик не го прашале дали си ти член на партија. Напротив, тој бил учесник на некој начин во монархистичката нели влада. Но беше многу важно да си член на таа една партија. дипломат Во СФРЈ. И колку и да бевме... Но не го прашале, нели? Да, за да го стават таму. Па тоа мене ме интересира, политиката и како беше присутна и се знаеш дека тоа е тоа. И дека предности има тие што ќе бидат во партијата. КПЈ тие... Но како Лубарда дошол до израз? Како дошол да до биде израз? модел на уметниците. Дали ме разбирате, Шундот, еве ако гледам и по музичката сцена, ние во 80-тите имавме крик, да речеме, на музичари во екс-ю просторите. И во Македонија видите и Мизар. И Мизар, Анастасија. Страшно, нека и поп. каков крик. Да, нека значи, и поп. некако, како да ви кажам, постоеше точно одредена селекција, публиката беше критична маса. Ние имаме проблем најверојатно со критична маса. Да. Но критична маса не е да критикува, нели, да вреѓа, ние да сега имаме хејта, како што да викаме. хејта. Да, туку да ги постави работите на скалило, да каже кој е каде е. Тука е неминовна етиката, но ние сега се сочуваме да нема етика. Но критичката маса е корумпирана сигурно и заради таа корупција и која душа еве уметноста ве научи, која душа всушност е лесно корумплива душа? Гладната? Не би рекол, затоа што големите уметници биле гладни. Најголемите уметници. Недопирлив дух.
Љубов, се е љубов. Ако гори таа љубов во вас, Микеланџело, кога го сликал под наредба на папата Јулије II, сводот на Ватиканскиот, нели, на Ватиканската Систинска капела. Таа задача му била дадена, иако тој бил скулптор, вајар, заради сплетките со Браманте, и тогаш имало сплетки, и оговарање, и се, и не било воопшто не било лесно. Имало блуд. Имало и секти уметнички, ако не си со нас, си против нас, имало секогаш, но се знаело што е добро, што е лошо, што е големо, нели? Дури опонентот Рафаел бил гениалец. Сите биле гении на еден начин кој им било дадено може да се изразат. Зборот ми беше дека јас скоро го читав тоа и кај Црњански, има една прекрасна книга за Микеланџело. Микеланџело земал прилично пресметано во денешни пари 1 милион евра за сликање на тој свод. Тоа било цената. Микеланџело таму излегол после 5 годишно сликање со вар на, нели, во нечовечки услови, до студенило. Самиот велеш дека во крв нема крв, има боја. Да, и вика влегов момче, излегов старец. Тој стварно излегол старец, полуслеп, побелен, уништен целиот, затоа што кога гори еден уметник, гори целиот, како свеќе се топи. Тој не знаел што да прави со тие пари. Тој немал свесност за парите. Тој немал свесност за аздисување, за телесни уживања. Тој си продолжил со својот живот да живее аскетски. Тој продолжил во ателието да го прави тоа што го правел и пред сводот. Се прашувам дали денеска, ако му биде пружена можност еден уметник да ги добие тие средства, што е речиси невозможно, дали ќе продолжи да твори во прашина, во глад, во гладување, во 16 часовно истражување во ателието, дали ќе продолжи или ќе заборави на тоа и ќе ги троши парите. Интересно е што да речеме еве дали за корумпираноста на душата збориме. Корумпираноста на душата, од што зависи. Да. Но како уметноста може да делува да се устранат, елиминираат од општеството, еве конкретно и за нашето, оние најболни сегменти кои што ги имаме, а број 1 исчезнувањето на емпатија. Да. Не сакам да го глобализирам, тоа најверојатно е така, бидејќи на модерниот човек се инсистира дека целта е тој да биде најдобар, другите не постојат, егоизмот. И оно што е најважно, ноншалантност кон причинско-последичните однесувања на една индивидуа. Како да Макијавели, еве, кога зборувате, нели, за враќање назад, сега да го сликаш како Ван Гог, треба да живееш, нели, експресионист, да бидеш... не си модерен. Макијавели никогаш помодерен не бил. Да. Од момент. И ред други научници, ако гледаме уметници, книжевници, филозофи, целта ги оправдува средствата. Да. Го живееме тоа. Тој бил, нели, во служба на папата Борџија и неговиот син Цезаре Борџија, кој инаку бил првиот Хитлер во Европа. Дали уметноста всушност е мелем и рана за душа која што едноставно трга по лош пат, прави лоши избори кои што најчесто се наметнати, најверојатно. Од нас зависи, пак ќе кажам. Не можеме да го бараме виновникот само надвор од нас. Ете, ние живееме едно трагично време. Треба да создадеш душа која ќе препозна. Над нас виси еден страшен облак, ние живееме во трагично време, се случија страшни работи и нели се бориме, ние сме во војна. Ние се бориме против системот. Ние не сме нападнати од надвор, туку од натре сме нападнати. Ние живееме во систем кој е подјаден од канцер и тој метастазира во секоја пора и ние не знаеме каде попрво да го исчистиме, затоа што и ние сме дел од тој систем, од тој канцер. Системот не е надвор од нас. Тоа е, нели, ние сме учесници во него, ние можеме да кажеме ете, тој е виновен, оној е виновен, ама тоа нема да го реши проблемот. И баш тој наплив на индивидуализам, а не на личностни вредности, има разлика огромна. Персонализам и индивидуализам. Индивидуализмот може да биде слободен, да му се дадени сите права и слободи, а да се однесува неслободно. Има една книга, тоа беа книга собрани интервјуа баш на професорот Владимир Ѓорѓиевски, вика јас сум заробеник, ние сме заробеници на својата слобода, како оксиморон. Ние можеме да станеме заробеници на слободата. Значи на слободата која не е детерминирана од љубовта и од вредностите и од одговорноста кон другиот.
Ако сум јас неодговорен, ако гледам да си го задоволам своето его, ако ние нели индивидуално ги гледаме работите, мојот двор е чист, надвор ако сака нека биде, не знам. Не, ќе дојде сметката. Тој мамон, тој систем бара жртви и тоа крвни жртви. Ние видовме што се случува. Ние секојдневно зборуваме, ете, не само во општината кај што јас живеам, туку во секој град во Македонија. Луѓе, екстремно е загадувањето, ние не можеме да дишеме. На рати не убиваат секој ден. Се внесуваат сомнителни материјали, се горат, се штеди од, нели? И па како се создава таков човек кој што едноставно сака да штеди, да го прескокне законот, да ги вреднува работите, нели, личен интерес и тоа апсолутно не тоа е личен. Тоа е монструм на системот. Тие се тие монструмчиња кои произлегуваат од тој систем на невредност. Дали тоа е резултат на културолошки проблем? Тоа сакам да прашам. Јас верувам дека ако тој човек ги прочитал делата на Андрик, дека нема да се однесува така, иако оди во театар. Верувам дека ќе допре нешто во него. Во еден добар дел од неговото битие ќе допре и ќе каже што правам јас и ќе се покае. И ќе свати дека тој 1.000.000 евра што ги добил, нели, во тоа време во лири, дека во лековната уметност постои ли турбофол, кажете ми во новото време, како изгледа тој турбофол? Принт на канвас, нели знаете? На канвас. Принт на канвас кој се нуди по мреживе денеска за многу ниски цени. Да, ние имаме наплив на принтови со структура, со се. И луѓето не можат веќе да разликуваат што е автентично дело и што е печатено. Ги печатат на платна со структура. Со страшни едни кичуозни шундовски теми. И вие видите ги јавните локали со што они се полни. Порано можете да сретнете дело на Мазев, нели? На Рубен Скорубен во некоја пицерија или. Ќе ви речете, ама тоа е кој ќе дава пари за тоа, сега ќе плаќам ја тоа, ќе поминам. Ама ете, тоа се плаќа на тој друг начин. мајндсет како се формира? Да се помине сега умигот ефтино. Ефтино. Да стои било што да стои на зидот, не е важно. Кажавме дека во мојот дом нели имало слики кога сум растел, јас сум ги цртал, копирал тие слики. Во училиштата исто така. Ние имавме ликовни секции. Апсолутно, каде што изложби, награди. Гледавме книги, имаше библиотеки полни со монографии, репродукции од големите уметници. Дали се тие сега достапни? Ке кажат да, денеска е подостапно, отворете интернет, Google, но за да го напишеш вистинскиот назив кој тебе ти е потребен, дека се не ни е потребно од Google. Да го напишеш и да го најдеш, ти мора да бидеш образован, да знаеш што бараш, нели? Како ќе го научиме младиот човек да го пребара Арво Парт или нехам Јохан Себастијан Бах, да го пребара Гоце Смилевски од нашите писатели? Како да го насочиме таму? Како да дојде да ја прочита разговор со Спиноза? Како да го направиме тоа? Како да разговара, да направиме човекот да почне да разговара со себе си и да се ги поставува клучните прашања, да речеме кој избор ќе го направи во животот. Етиката тука е круцијална. Дефинитивно е круцијална, да. И тоа што нели се обидува да ги тргнат од образовниот систем, филозофијата и кои други науки беа. И ние бевме генерација исто каде што бевме фасцинирани од нели уметноста на плакатот. А вие и тоа го имате работено, плакатите исто ви биле. Да, плакатот исто. Пасија. Работевте и кавери за плакати за Мизар, за Анастасија. Цедето, последното цеде кое го правеа и плакатите така. И да речеме, имате ли впечаток дека еве денеска и плакатот за еден настан, за еден концерт е повторно принт? Да, загубија многу. Нека биде и принт, нели? Тоа треба да се испечати, нека биде и дигитално, но се осеќа што и во дигиталниот израз се осеќа кој тоа го направил вистински, а кој направил само копи-пейст. Затоа што плакатот е исто една автономна уметност која црпи извори од средниот век дури. Нели, плакатите биле лицето на една представа, на еден филм. Со плакат се занимавале врвни уметници. Пикасо правил плакат за Неретва, за филм. Во нашата земја долги години поинакви плакати се популарни. Да. Кои што испраќаат нели пораки. Така. За кого да гласаш, да речеме. Да.
И тоа пак е и да се вратиме и за тие плакати, пак се сведува. Јас кога ги гледам книгите на нашите нови издавачки куки, ги има во Рамстор, во супермаркети, и тие стануваат како еден нераздвоив дел од таа целина на продажна роба. Се вртат таму и еднаш се загледав и стварно наликуваат на тоа. Како каталози за Oriflame. Какви се тие илустрации? Каде отидовме ние? Зошто илустраторот не ја прочитал книгата пред да ја направи корицата? И зошто е тоа целото шаблонизирано, минимализам, викаат, сведено на минимум, но минимализмот треба да излезе од долготрајно истражување во уметноста. Минимализмот не може да дојде од незнаење, од празнина. Да, не знам па точка да Минимализмот доаѓа како патот на Пит Мондријан, ако го следите неговиот творечки пат, како он тргнал и стигнал до тие, нели, њујоршки слики, или ете земјата го Пол Кле. Минимализмот не е празно од почеток. Не е табула раса. Тоа мора да стигне, тоа е еден процес, еден долг процес. Ние тоа го учевме на факултет. Зошто сега е се брзо? Зошто нема време да ја прочита тој книгата? Или прави за представа, не знам, плакат, па нема Дали време, смета знаеш. дека се убива студиозноста во мислата на човекот? Да састане, да се фокусира. Со брзината на времето тоа е убиено, да. Ама зошто еве тенденциите се? Дали времето сега имаме термин времето те гази. Јас пак ќе се вратам на тој повампирениот капитализам. Мислам дека секој злопотекнува од таму денеска. Тоа немилосредно заработување на пари по секоја цена. Ако можеш, ете, излажи го системот, заработи пари, затоа што ти кога ќе заработиш парите, тие ќе ти донесат, нели, авторитет, безбедност, сигурност, а всушност ништо од тие не ти носат. Ти си дел од тие што ќе настрадаат. Интересно е кога спомнате дека во Македонија без пари се изложбите, што не е така во светот. Да, бесплатни се уште изложбите. Така. Бесплатни се сега на последниот конкурс на Министерство за култура малку ги крена сумите. Се правеа самостојни изложби, се организираа порано за 20.000 денари. Тоа беше сумата и сите го гледаат тоа. Во тие 20.000 денари вие цела година треба да творите, да истражувате, да материализирате на платно, на дрво, да го врамите тоа дело, да го пренесете до галеријата, да го закачите таму, да направите каталог, замислите колку е платена и колку уметноста. Дали постојат кај нас се уште колекционери на уметнички дела? Постојат, но тие купуваат слики само од мртви уметници. И јас тоа сум го кажал на некои луѓе. Зошто е тоа така? Па затоа што имаат пазарна вредност. Пазарната вредност се темели на тоа дали се поминати години од неговата смрт. Значи, љубител на вредноста на сликата, која што во моментот дали е на вредноста, не знам. Ама не, љубител на трачот на вредноста на сликата во однос на материјалниот. На антиквитетната можеби вредност на сликата. Колку пари ќе му донесе сликата. Точно така, да. Зошто викам не вложувате како порано во пак се вратиме на Југославија. Имало откуп на дела од државата. Од секоја изложба се откупувало дело и на тој начин тие слики државата ги депонирала во институциите. Во општинските институции, во образовните институции, насекаде имаме ние уметност, ние уште гледаме траги од тоа. Мурали, скулптури, сите вредности се направени помеѓу 60-та година и 80-та. Ние го немаме денеска тоа, откупот не постои, некоја влада, не знам која, се обиде нешто да го врати, па тука пак имаше, нели, она. Кога сакате да творите за општеството, да речеме за градот, гостин ми беше и младиот и талентиран Давор Кишкец, препознатлив, нели, по и мурал и оној белег што го остави по главниот град, па дури на автобуските станици препознатлив, автентичен. Да. Кога ќе го запознаеш преку уметноста, добиваш желба и лично да го запознаеш и не го забораваш. Да, го знам, да. А еве и вие сте имале можност преку скулптури. И тоа не само во вашиот град Струмица, туку и во Велес, па да речеме и мурали. Каде најмногу сакате да си ја ставате уметноста како оставштина на нашава земја? Каде сакате да оставате? На земјата, баш во јавните простори, каде што секој ќе може да ја види. Многу тешко некој има влез во нашите ателија. Многу тешко доаѓа до тоа, или изложбите се привремени. Тие траат 20 дена до 1 месец. Кој видел, кој не може. Ги спакувате сликите и ги враќате во ателието, или ако имате среќа кај некој колекционер, што е многу поретко. Но јавните дела остануваат и тие
разговараат со секој граѓанин. Значи, секој може да го види тоа и секој може од тоа дело на еден начин да се зарази со убавината и со енергијата на уметникот. Не смее уметноста според мене да биде елитистичка. Таа во својата природа е аристократска, не е за секој, но аристократска во смисла на духовна аристократија. Таа ги носи вредностите кои не се за секој, но може да бидат за секој. Секој може да биде, да има колекција, да биде дел од уметноста, секој може да го слуша Моцарт, секој треба, не може, туку секој мора и треба да има пристап кон врвна уметност. Јас дури би направил мерка на субвенционирање на публиката да кажеме да присуствува на филхармонија, на опера, картите, влезниците, знаеме дека се високо качени и треба да бидат. Интересно е колку се забележува отсуството на познавање на елементарни културни однесувања во однос на просторија каде што одикнува уметност. Ние имаме така и најверојатно и во галерии, на изложби, особено во аплауз на секој став. Во тек на представи, доаѓаат врвни лица како Доминго и се добива впечаток како нацијава да го заборави она елементарното однесување и прием на уметноста што им се нуди во моментот, односно го исполнува просторот, дали е ликовна, музичка, се прават кардинални грешки како да сме целосни непознавачи во однос на тоа, дури и како и перцепираме, плескаме, говориме, звонат мобилни. Присутни физички, духовно, целосно одсутни. Повторно, без жар се следи уметноста. Дали се тоа треба да почне од домот? Двонасочна улица е тоа. Јас да. Или ви се случило да Тоа и од домот и од образованието точно, но и од друга страна. Таков импакт да оној кој што е пребегнат од другата страна, за кој што уметноста му е дури и напор, нешто што е... Ние во Македонија имаме институционализирана култура и уметност. Тоа се уметници кои се на еден начин згрижени во институциите и од таму произведуваат дела. Но имаме алтернативна сцена, имаме алтернативни уметници кои се самостојни или индивидуи кои не се во институција и тука имаме ние судир помеѓу тие две струи. Едната е авангардна, а другата произведува и врвни дела и се, но дали тие се отворени доволно, дали се малку централизирани и елитистички настроени кон публиката. Дали тие имаат принципи, начин како да ја образуваат публиката за да не им рекоплескаат на секој став, за да се однесуваат културно на представите. Јас ја барам вината и обратно, и во институциите. Колку ние имаме обуки надвор од образовниот систем и од училиштата, во самите театри, театарски куќи, во самата опера, колку тие извршиле еден вид влијание преку предавања, работилници со децата, со студентите. Разбирате, тоа е двонасочна улица. Не можеме да кажеме дека ете сега граѓаните се криви, не знаат да се однесуваат. Што направивте, нели? Од институциите треба да се отворат и да се децентрализираат конечно. Затоа што 90% од буџетот за култура во нашата земја оди во Скопје. Тоа е исто еден погубен факт. Театрите во другите градови каде што има театарски куќи се сведува на поврзани со сум поврзан, се сведува на 2 представи годишно субвенционирани од државата. Додека ете во Скопје имаме неколку театри, драмски, МНТ, турски, комедија, каде што сите заедно ако ги наброиме според годишната програма се повеќе од целокупната програма на цела држава. Да, јас разбирам, сите луѓе дојде овде. Се iseli Македонија, дојде да живее, нели? Таа централизирано се имаме ние на Балканот. Македонија се iseli од главниот град во последно време. Прво се iselуваат во главниот, па од главниот се iselуваат надвор, но според тоа колку се градат згради овде... Сите не имаме поголем дел од пријатели, познаници, роднини кои што се iselени надвор. Сите имаме, да, сите имаме, но ние имаме... Дали да речеме има ги сменија навиките и повеќе се ориентираа кон култура и кога заминаа во... Не. Значи се си носи со себе постулатот каков ти е базата. Напротив, дури некои ми викаат дека морам да се вратам да се култивирам. При нас, да. Култивирам на високо ниво, зборам за да примам уметност. Зошто е тоа така? Како? Затоа што можеби не е достапна уметноста, ја има, многу ја има во западните земји, не е достапна, прво се премногу
премногу е скапа уметноста таму да се конзумира, и второ, времето кое ви е дадено да ја, пак ќе кажам, во капиталистичките сурови системи имате малку време за култивирање. Кој е за вас идеален систем е, за да Политички царуваат? мислите? Па да, капитализам го спомнуваме суровоста. И јас мислам дека е еден вид на југословенски социјализам. Според тоа, како млад бев бунтовен многу и мислев дека Југославија е зло, дека било диктатура. Шведска е социјална земја или социјализмот. Таму пак гледаме дека има други проблеми, не знам. Депресија. Да, они сега и еве кај нив се менува нешто што го немале криминалот, кај нив е сега застап. Да, но ако се навратиме на тој социјализам југословенскиот, тој пример на социјализам каде што нели слободите се ограничени според вредностите на системот, а не се пуштени како куче без ланец. Секој кој што сака да прави. Државата има систем да ги чува своите вредности. Ние имавме овде една пошта. Јас кога дојдов прв пат во Скопје, во средноуметничко, влегов во таа пошта и паднав во несвес. Борко Лазевски. Систина. Кој го направил тоа? Кај? Не знаев кој тој уметник. Така беа и просторите, ми се Што чини. е тоа? Каква пошта беше тоа? Во Народна банка сега секогаш. Во Народна банка, во Универзитетска библиотека, таа пошта изгоре, така? Во кој систем изгоре? И зошто изгоре? Дали изгоре културата, ете. Изгоре се стопи, да. Каква несреќа, тој уметник имаше едно изворедно монументално дело, имал во старата железничка која настрада во земјотресот 63 година. Ето уште едно ремек дело, се уништи негово. Слика која многу зборува за нас и поезија претолчена во зборовите на Блажа Конески, нема некој кој што тоа мислам дека остана, нема некој кој што не го знае. Тешкото го претолчевте и вие. Да. На платно. Така, да. Монументално дело, големо. Блажа Конески некако како точно да диагностицираше колку нас не е тешко. Мислам дека Андрик во една средба во Белград ја има прочитано песната и тоа е една, ако не се лажам, ако не е анегдота, а верувам дека е така, тоа е една од ретките песни, поезија на која му се насолзиле очите. Да, тоа е слика на нашето живење, низ историјата. И не се менува тешкото. Низ тешкото како низ транс да најдете излез и спас. Не да очајувате, не да останете фиксирани во проблемот, туку преку играта и танцот, како во еден транс, баш како во една култна игра на култот, да го пробиете товарот на овој свет и да станете слободни. Тоа е тој танц за мене, што го опишал Блажа. Како што велат, без искушение нема некаква врлина, не можеш да имаш прогрес ако немаш. Вие знаете дека на Блажа му се подсмевале дека пишува песни во Ману. Јас имам сведоштво од врвни поети дека му викале тој пат цел ден само песнички пишува. Ама кажете ми, еве сега најверојатно некој што ќе гледаат на YouTube, по дефиниција подкаст би требало да биде нешто што е лесно, забавно. Како е можно дојдовме до тоа да не е забавно да зборуваме за убави нешта како што е култура и уметност? Мене тоа никако така добивам впечаток, иако морам да кажам секогаш и кога е најцрно и најтемно за уметноста, таа се наоѓа пат. Секако наоѓа пат, ќе излезе од ателието. Процесот во ателието прво, ете ако може ако дозволите. Тоа е многу тежок процес. Поминувате низ аскетски процес на себе заборав. Вие стоите пред штафелавот можеби некогаш 10 часа, а не знаете колку време поминало. Тоа е борба за секој милиметар, за секоја дамка на сликата. Вие сте овде, нели, вие сте сами и го создавате светот на празно платно. Исто и за скулпторот. Од ништо правите нешто. Не може со една таква, ако тоа биде направено со една таква концентрација, љубов, со една таква енергија, да не допре, да не стигне. Можеби ќе стигне после 300 години, како во случајот со Ел Греко. Знаете дека неговите дела биле заборавени. Биле сметани за маниристички дела на црквата. Толедо, сликите се откриени многу подоцна, како и пасиите на Бах. Менделсон ги открива во 19-тиот век. Колку време поминало? Нема време, не постои време за да се открие вистинската вредност. Ако таа технолошки издржи, нели го издржи процесот на распаѓање на времето. Но
Тоа што треба да излезе, ќе излезе. Како беше во Евангелието? Свеќа се става на високо за да свети. И не може нешто што е тајно да не стане јавно. Тоа се страшни едни закони на постоењето. И да не биде, нели, ева, кога веќе го, сега тука некаде ќе го, нели, заокружиме моабетот околу тоа што ни се случува како општество, кое што културата се велича, ама се става практично на маргините. Приоритет се дава некои други нешта. Зборам во масовна едукација. Она што е интересно, ева како светлина, па нека и популаристички, нека и капиталистички. Интересно што во последно време се нуди можност, и мене многу ми беше драго, да се создадат, да речеме, кафетерии, кои што, ете, ќе го прават оно што е карактеристично можеби во еден Париз, да си дојдеш, да си го одбележиш дали е тоа роденденот или едноставно сакаш да си сликаш и ќе ти изложат, нели, чаша вино, па си сликаш и така групно сликате на одредена и некако се некува ликовната уметност и тоа станува начин на како да кажам, убава забава, наместо, нели... Јас мислам дека тоа е повеќе да ви помине времето, отколку сериозно, реално да извлечеме поука од тоа што го правиме. Не за поука, него знаете што сакав да кажам. Додовме до тоа дередже, буквално ќе кажам, ете и тоа е нешто. И тоа нешто ни представува, на штафелај, дури отколку да се губи времето во... Ќе даде инспирација, знаете како децата доаѓаат до целта кога ќе имитираат нешто, ќе почнат ајде да си играме. Ова е на ниво на играли, подобро е таа, како да кажам, забава, колку и да звучи навредливо за уметник како вас, ама подобро можеби е тоа, низ тоа цртање, кој што е безазлено, некако повторно да посакаш и да те влече и да, знаете како... Секој човек поседува креативен да почне да се доаѓа на изложби. Секој во себе ја носи таа, така сме родени ние сме креативни битија. Ние сме копија на Бог баш по тоа дека можеме да креираме, ние можеме да мислиме и да го правиме светот поубав. Тој креативен импулс, тој творечки жар, пак спомнавме, кој се јавува ете во мрачните пештери, што го натерало тоа 500 метри натре во пештирата да наслика слика на карпата на ѕидот. Тоа го има, кај децата тоа најмногу се осеќа. Што се случува после во процесот, во таа профанизација, во секојдневието? Бригјаев вика робство од секојдневието. Нема пострашно робство за еден креативен човек од она секојдневие кое се повторува како копија едно на друго, се мултиплицира. Тоа е страшно едно, тоа е хорор. Луѓето мислат дека тоа е еден вид, ви пружа еден вид безбедност. Еве да речеме додека ќе се собере, тоа е некој нов вид на забава. Ме знаете, ме разбирате што се кажам, кога дискретно, на безазлено, ама се инфилтрира ваков вирус на уметност. И да речеме на мали штафелајчиња сликаат, пијат винце, па сега со тоа оди и друга музика. Така? Не можеш да слушаш нешто што не ќе ме никого да навредиме, но нели тоа оди. Така. И тоа нема врска со елитизам. Сушност зборуваме целта на овој разговор дека уметноста има силен импакт. Но може да има врска со аматеризам. Тоа па има друга една страна на паричката. Кога се популаризира уметноста еве во такви насоки. Аматеризмот е за да ви помине времето, вие наоѓате некоја специфична струка и просто тоа го правите за да си го исполните слободното време. Во другиот дел од денот правите сосема спротивно нешто. Настрана тоа, аматеризам исто така треба да постои. Порано имало работнички универзитет во Скопје бил дом на на аматери уметници каде што ги изложувале своите дела. Тоа е една специфична гранка, но ако збориме, ние мора да го зацврстиме професионализмот прво. Ние мораме да најдеме кои се вредностите, кој е врвот на скалилото. Ние не знаеме што е добро, што е лошо, се е испомешано кај нас. Што е аматерско, кој дава поуки, кој не. Дигнато... Кај нас не се прашуваат експертите, се прашуваат само кога ќе се случи некоја трагедија. Ние не ги слушаме во мирно време. Чудни се луѓето во мирно време, кога е сончево и кога си го пиеме кафето во кафичот и кога уживаме, нас не допира смрт. Не допира прашањето дали има смисла постоењето на животот. Тоа е погрешно.
Смртта треба да ги допре преку образованието и децата. Тие треба да учат што е тоа. Треба да се соочат со неа. Како да го исполнат времето, како да го поминат најдобро овој единствен, да кажеме, даден можен живот, што ни е даден како награда според мене. Тоа е најголемата награда, да бидеш жив и да постоиш овде. Ако го се сакаме на тој начин животот, значи мерејќи го со конечноста негова и со смртта, ние ќе бидеме подобри луѓе. Дефинитивно ќе бидеме подобри луѓе и нема, тоа е пак ескатолошкиот поглед на светот. Нели? Имаме ние на крајот на Евангелието апокалипса. Тоа е визијата на апостол Јован. Тоа е индивидуалниот и пат, да речеме, на Тоа е индивидуалниот пат, точно, секој има своја апокалипса. Секоја утро вела дека е раѓање, ноќта предзаспивање. Точно така, на микрокосмички план, како е се тоа пресликано, видите. Крај утрото повторно, нели, воскреснување, нов ден, и пак си го качуваме крстот, и пак почнуваме, и пак се бориме. И секој од нас го носи крстот. Се грижиме за ближниот, за болниот и така. Ќе излеземе од ова приказна и ќе влеземе во вашата лична. Интересно е дека вие навистина се почесто модерниот човек пушта крик да го живее животот како што вие го живеете во моментот. Да. Тоа значи сплотени во природа, ателието изолирано од урбаниот свет, но како сте и кажале самите, ако не за мојот прозор јас не ја гледам природата, така. Како јас ќе ја насликам или како ќе ја насликам. Да, ако не погледнеме нагоре кон небото, како ќе знаеме дека има облаци или птици? Има една неверојатна сцена секогаш ми се навраќа од Војна и мир, каде Андреј Болконски, главниот лик, е ранет на бојното поле, на битката во Аустерлиц, и тој лежи на полето. Тие 10 минути кога се прашува дали ќе преживее, кога е помеѓу живот и смртта, заборава дека десетици илјадници војници околу него се убиваат, се колат, заборава на се. Тој се прашува, како досега во мојот живот го немам видено небото? Па знаете, има една теорија, психолозите велат да жаба, која што, да речеме, е постојано поклопена со капак, за нејза капакот е небо. Или птица во кафес. Или птица во кафес. Так. А како се живеете, како изгледа еден ваш обичен ден, иако се што правите е далеко од обичното? Вие едноставно постојано водите љубов со уметноста ви? Постојано, не, за мене не е тоа работа, не е работно време, кога јас ќе влезам во ателие и ќе сликам, туку живеам во ателието и постојано сум во тој творечки оган, дури кога ќе излезам од него, заради некои секојдневни работи, ние сме, луѓе кои живеат во општество. После тешко се враќам во тоа. Знаете, кога ќе ги измиете рацете од боја или од материјалот со кој работите, од глината, тешко се враќате после во него, ви треба некое време пак да се загреете и да се вратите, но се радувам дека имам пријатели, уметници, режисери, филмски режисер, театарски режисер, актери, дружам со нив многу, не само со ликовни уметници, затоа што повратно добивам една голема творечка енергија. Јас работам и сценографија во театар, како што кажавте, имавме и една трупа театарска алтернативна, која произведе неколку представи и поминатото време со нив исто ми е драгоцено, многу драгоцено. Нема да изоставам да прашам која ви е бојата, која што најмногу ја предпочитате? Боја која што ве фасцинира? Она темна византиска сина која има на фреските. Кај нас во средновековниот живопис. Темно црвена. Па црната, црвена, може да, и црвената да е, да. Имав една цела серија каде што ја користев, но сепак темната сина не можам да останам равнодушен каде и да ја видам, но таа е многу тешко да се употреби, да се искористи. Знаете, секоја боја си има, синиот период на Пикасо ми е омилен од неговиот. Омилена ви е и сликата монасите одат така. Така, на Каспар Давид Фридрих, монасите одат да се молат во дело кое ми го изместило поглед од перспективата. Разрушениот манастир. За медиумите ми текна нешто, да не заборавам. Кога бев дете, јас немав специфична дарба за цртање, за сликање, немав талент. Барем така го викаат тоа, нели? Во основно ви откриваат талентот и вие знаете добро да цртате. Кога треба да нацртате петокрака на партизан, кога треба да нацртате нешто да личи на нешто, јас не го немав тоа Јас го немав тоа, но со татко ми гледавме програма МТВ, тогаш немаше многу телевизии
И го дава филмот на Винсент Минели, легендарниот филм со Кир Даглас и Ентони Квин за Ван Гог, според делото на Ривен Стоун. Тој е Жет за живот. Даваа такви филмови тогаш, да. Често се пренесуваа во етерот. Јас го гледав и бев друг човек после. Тоа ми го смени животот. Јас сватив дека мора да имаш изразно средство да го покажеш, да го извадиш од себе она кое го носиш. Дали си писател, дали си композитор, режисер или ликовен, не е толку важно специфичниот дар отколку енергијата која ја негувате во себе, онаа творечка енергија. Таа секако ќе излезе некаде. Ние имаме уметници во историјата кои биле многу нешта. Биле и композитори, биле вајари, сликари, режисери, биле Салвадор Дали да, и тој бил неверојатна порака преку своите дела, мислам дека така, да. Неговата гениалност е неверојатна не кон публиката, туку тој е еден ексцентрик кој го отворил својот интимен свет кон јавноста. Иако некако како да одавал впечаток сите да мисла дека е луд, дека не треба тоа така да се свати, тој всушност било исклучително. Иако не ми е од умилените уметници, повеќе од надреалистите ми е Рене Магрит. Го зборувате, дали е Ван Гог? Ван Гог како човек, како пример. Ван Гог знаете дека бил свештеник. Свештеник бил? Да. Тој бил првосвештеник и тоа бил пуштен по казна во најозлокалсеното место на Европа во тоа време, во Боринаш, едно белгиско село каде што 10 годишни деца ископувале јаглен во срцето на Европа. Каде што секојдневно се случувале трагедии и гинеле по десетици луѓе. Тој се соочил со тој мрак, со таа бездна. Жет за живот. Жет за живот, се извинувам, тоа е книга која што... Тоа е Библија. Тоа на секој би ја препорачал, секој, посебно младите ликовни творци, и агонија, екстаза се разбира од истиот писател. Постојано го зборуваме Ван Гог. Како пример, не само како сликар. Еве зборувате дека и театарската сцена е ваш простор каде што творите. Нели ви се чини, еве ние обичните, ќе кажам, многу пати сме рекле дека ние го имаме актерот кој што комплетно може, барем визуелно, да ја одглуми. Владо Јовановски. Така, нели ви дошло на ум да се направи една представа во која што еве ќе биде ефтино, нема да бара многу средства, барем. Само треба да побрзаме затоа што и тој старе. Да. Да, колегата Атанас Ботев му има направено еден многу убав портрет како Ван Гог, како личност. После тоа го открив во средното уметничко училиште Тарковски. Рускиот режисер Тарковски. Не само како режисер, како мислител. Исто ми ја измести перспективата на погледот на светот, на уметноста. Зошто еве уметниците како Тарковски, да речеме во филмската, се тегобни денес за... Затоа што немаме трпение да се соочиме со нас самите. Затоа што не знаеме да живееме сами. Затоа што тешко ни е самотијата. Ја сметаме за проклетство. Тарковскиот самиот во едно интервју кажува дека најголемата доблест за еден човек е да може да остане сам. И таа самотија да му биде не казна, туку благослов. Дали тоа значи дека погрешно ги толкуваме самотија и осаменост, тоа се... И социјала, значи друштвеноста и самотијата некако ги спротиставуваме. Осаменоста е сосема друга премногу демонзија, екстремно ги спротиставуваме. Друштвеноста по секоја цена друштвеност. Знаеш, ова дете е осамено, дај нека биде осамено. Рилке кажал најголемиот израз на една љубов е да му помогнеме на партнерот да ја негува и сочува својата осаменост. Замислете која димензија е тоа. За да се дојде до таа димензија, колку уметност треба да се конзумира. Точно така. Затоа што уметноста потекнува нели од самотијата, од осаменоста, од изолираност. Таа изолација на еден начин. Како пророците во Стариот Завет, тие се изолирале од градовите, секогаш одат во пустината или во планината и оттаму ја добиваат визијата и се враќаат да ја кажат пред луѓето. И таа е секогаш страшна и секогаш ги прогонувале, ги каменувале тие пророци. Тие се секогаш прогонети. Така и со уметниците. Така и со уметниците. Секако верувам дека далеку од тоа дека вие сте прогонуван како уметник, дури сте и посакуван, со оглед на тоа што сте актуелен, ве има, и далеку сте од оние изолирани уметници кои што да речеме својата уметност ја криет, па не е достојна за било кој, многу сте непосреден. Значи сте едноставен. Така, сакам до секој да допре уметноста. Буквално до секој. Никогаш не сум одбил човек кој сака
да влезе во моето ателие, кои има луѓе кои прв пат гледат слики. Знаете ли тие луѓе исто како ја восприемаат уметност? Не смееме да подцениме никој, затоа што се е одредено за Тие спас. најискрено реагираат на уметност. Многу искрено. Како Нема деца. предрасуда, Да, нема како готов деца. информации. Го немаат она програмирање, знаеш, чекај сега ова што е Ги експресионизам, спомнавте децата, ви било ли импресионизам. предизвик да работите со деца? Ми било, да, но ете не сум имал таа шанса да работам со деца, но работам со ќерка ми. Дали ќе биде уметноста, сликарството нејзин избор? Сега е сасега, но не знам, никога што не го наметнувам на сила, затоа што и самиот им кажам дека тоа е љубов. Ако не го осетиш, не можеш да се присилиш на тоа. Никогаш. Присиленото не раѓа плод никогаш. Јас мислам и за било што во живот. И за спортот е така. Па и за изборот во живот. И за изборот во животот, да, да. Дури едно пиење, нели, кафе. Епа ете пак се Не враќаме треба на тоа, да преку го правиме љубовта со слободата сила ја онаму дефинираме. каде што Да, ме сака. да. Што да очекуваме љубов. следно пролета, иако е нели будење нас Така. како општество ни се случи едно трезвење, не будење, шок. И не знам колку време треба да помине да биде благодарно да кажеме, да се охрабриме и да тргнеме да создаваме и креираме нешто што да ќе бидеме донесе будни после тој шок, лек- после тоа да, цунами, ако не радост и бидеме лек будни, на ако општество. заспиеме, ние тогаш не заслужуваме да бидеме народ. Будноста ако не имате ја. ли чувство дека на општеството треба некој да како мелем на рана да му даде вистински лек, да го погали, да го гушне воопшто, да му каже не сте сами, има љубов. Се чувствува дека Да, емпатијата меѓу луѓето тоа ќе го направи. Јас мислам дека сплотени можеме тоа да го направиме. Денеска знаете што прочитав? Некој си градоначалник, не се сеќавам кој точно или представник од ЗЕЛС. Мгм. Вака, го цитирам, го парафразирам. Инспекциите денеска будно почнаа да контролираат и затворија не знам колку клубови кои имаат минимум безбедност во своите простории. Кој ги успел тие инспекции досега? Во каков сон паднале? Кој ги успел? Зошто од што се разбудиле? Зошто биле успиени досега? ви се чини дека е време со уметноста да го разбудиме општеството, да Го ги будиме ние секојдневно. Ние творците го будиме постојано. На вас медиумите е колку тоа ќе му дадете шанса да излезе и да допре до секој. ќе има ли наредна изложба? Ќе има сега во моментот завршувам една скулптура на еден револуционер кој ќе биде поставена во Турново, во општина Босилово. Се подготвувам за мојата изложба каде што прв пат ќе ги представам сликите за оѓања, циклусот за оѓања во Загреб, во КИЦ Загреб, и една изложба поголема, од поголем формат, која се надоврзува на плачот на Адам, се вика Паднати ангели, која ќе се одржи во Марко Цепенков, уметничката галерија во Прилеп. Во Прилеп. Ова нека биде и покана за оние кои што сакаат да уживаат во Така. уметноста и секако да ве доживеат, бидејќи уметникот најмногу се запознава преку уметноста. Се надам дека е така. Дали беше страшно, бидејќи некако ми рековте загрижен сум, немам како беше, немам искуство или Да, дали ќе ги кажеме правилно работите кои ги мислиме. Ние имаме многу мисли во нас, многу идеи, но дали правилно ќе ги изнесем затоа што осеќам одговорност. За секој еден кажан збор во етерот, во јавноста, сите носиме одговорност. Еден погрешен збор може да направи. Зборот е се. Зборот е се. Зборот како беше? Ако го пуштите Верувам незауздан, дека убаво ви беше, секако ми беше ако да. нешто Да. недостасува, еве може и да дополниме пред крајот, но кога се има можност да се зборува со човек како вас, навистина и времето престанува онака како што и него чувствуваме, а тоа е добар знак исто онака како е веројатно, барем мене ми е како вас кога ќе влезете во ателје и Точно така. добивате на енергија и тука исчезнуваат оние да сум јаден, пиен, спиен. Јас повеќе би сакал кога би имале шанса вие да ги посетувате ателијата на уметниците и оттаму да се направат емисии како што тоа се практикувало во 70-тите години, да кажеме. МТВ имала еден серијал. Ја верувам дека ќе дојде и таква пракса.
Никола, ви посакувам на вистина целиот свет да знае за вашата уметност. Познавајќи ве вас, со оглед на тоа што не сте накалени, не ви е целта, нели, инструмент, не ви е уметноста, нели, да се таблирате или не знам, да заработите, туку сето тоа го правите некако ноншалантно, а всушност ноншалантноста, таа детска ноншалантност е најубав дар што може и уметника, ма и човек да ја има, за да ги постигне врвовите. Се надевам дека ќе издржиме во тоа. Благодарам многу. Благодарам.